Поздрав, драги мои, добродојдовте во уште едно мое ново видео. Денес во ова видео ќе ви снимам едно story time како јас и Давид се запознавме, како почнавме да се гледаме, како започна нашата врска и како ни е до ден денеска. Моментално тој спие, а Матеј си играше малце со него, му лепеше некои лепенки по лицето. Сега ќе ви снимам како изгледа Давид, дури спие со лепенки од Матеј, делото на Матеј. Еве го Зоки. И не знам зашто вие Зоки не го лајкнувате и не го гледате. Зоки е многу паметно и убаво маче. Зоки е пронајден во хауба, Зоки Хаубич. Ама навистина е многу паметно маче. Уште од првиот ден тој знае каде треба да оди во WC. Ниту еднаш е направил проблем дома. Си кажува кога му се оди во WC, си кажува кога му се јаде. Сега имам еден друг проблем. Треба да го земам кучето, Арта, треба да ја донесам тука, останав овој викенд. А Зоки не сакам да го дадам, ни подразно, не сакам да си оди. И има една голема борба, бога ми, да ги спријателам нив двајца, поради тоа што кучето моје е веќе 8 месеца, Зоки е 4 месеца, и не се некоја разлика, но сепак се разлика. Едното е маче, другото е куче, логично. Имам белгиски овчар, леноец. Како ли ќе биде тоа да ги спријателам, сватно не знам. Зоки, Мацо, ти кажеш на Арта кој е гладен, ти речеш вака еднеш, оти она не знае Мацо како вие мачките уствари напаѓате. Она само ги лае, оти така ја научија да не ги сака. Ама ти ги кажеш ако ви сте добри. Иначе е многу добар ловец, ја видите, одма се закача, одма напаѓа, доколку некој нешто сака да му направи се брани, иако е мал, уште сега ги има тие способности и многу ми е мило заради тоа. Се надевам дека ќе ги спријателам со Арта и ќе бидат добри другарчиња. Мака ќе ми биде и криво, ќе ми биде доколку не успеам, поради тоа што ќе морам да унесам кај дедо ми. Еве го. Сака да ми скине лекцијата. Немој би. А кучето морам да го чувам со мене заради тоа што сепак тоа е многу поголема одговорност колку маченцево, ама се надам дека ќе бидат повторувам добри другари. Одиме кај Давид. Што му направи? Матеј? Да. Што му направи на батко ти Давид? Кепе ме. Зошто го залепи? Каде ga татујата? Злато? Ке станеш? Ке сакаш да се видиш каков си? Каков си? Дојде да се видиш каков си. Што сте ме? Јаготка, Што, Желка? жилка. Идеме по маса. Те боли? Не да апелира. Што? Балори. Балори. Дали душо ти ке сакаш да им го раскажеш нашето story time како е ти се Нема проблем, запознавме? срцеве. Ајде. Вака беше 14 февруари. Денот на виното и на заљубените. И имавме една другарка заедничка која што требаше да идеме кај нејзе. И она мене ми пишува дали можеш да земеш едно девојче по пат и да дојдете. И ја Пак викам, ме најде. и ја викам нема проблем, не. И се слушаме сите заедно на Instant Call, се договараме. И ја додека извиниш те Букино. Ајде, Дур го слушам на телефон. Гласот негов ми дојде многу убав. и мене. Да. Да. И те отворив на Инстаграм и почнав да те гледам и викам другаркава
кој е, што е, како е, колку години има и она тогаш нели ми излаже колку години Да, имаш иначе ти. она излажа за годините, јас и кјутев, паметна стратегија, кјутење. И вика многу е убав, привлечно машко и она да земе да му каже. Да. И И она ми кажува тука и не знам, таа вие снимавте да говориме, така као да ме прашува да збориме, а ти да слушаш нешто или како? не, Би ми не така него што беше? Она ствари да ми кажува мене, она ме праша, ова ме праша, она ти кажата или само не кажав ништо, јас не изона само Ема тебе само ти тоа кажала. кажала, тоа што. Пако де. Да. И И вечерта, јас се спремам, се договараме Аха. света. таа сме цел. Се... И моја беби, значи буквално на минутка од мене била, мислам не живеела таму, ама таму и живее сестре. И ја не знам како до тогаш не сум се видел ниеднаш со неја. Буквално не ми е јасно, ама нема везе, ете, универзум, Господ, не знам што кажам. И идам јас спремен све тоа, ја чекам доле да земам. Она брзо дојде минутка, две толку, нели, одма само што се. И само како што гледам една мадам, убава, средена, се. И одма ни тргна, значи, буквално муавето од света. И супер, едноставно, така се запознавме. Ми кажи како настана работата, ние се бацивме само што се видовме. Да! Го чекавме, како беше? Другарчето на Другарчето, паркингот. да, и таму. Ти се направи мангу. Се направив мангу, направив вака. Срце моје. И така ние срекна и весело. Еве запловуваме веќе во 9-тиот месец од нашата Да. врска. Колку брзо помина. Да. Се надеваме дека ќе оди се убаво и прекрасно, па еден ден ќе си имаме и наша свадба. Да. Со долг фустан. За толку. Многу си ја сакам. И ја многу те сакам. Убаво ли ти е со мене? Најубаво бе И душо. мене е најубаво со тебе. Знаеш, ми викаат луѓето да не се бацуваме толку кога сме се снимале. Луѓето. Ој, ти така вика тебе? Луѓето мама. О, вака изгледаш како помал од мене. Помал зашто седам на пониско. Не си помал. Срце мој. Кажи им за годините. Како да знам. Хит, да ти ми направи хит. Седиме кај него и он именно другарче, од мало, помало од него. И седиме се зборуваме, му викам jedan другаров негов, колку години имаш ти? 15. Иначе да, едно другарче 30, едно 15, едно 20. И му викам, шо? Му викам, Давид, дај ми бе ти личната карта, ме лажеш, му викам колку години имаш. И стварно ме лажала, ама не ме лажала за толку многу. Ја го знам него за 21 година. Зимам личната карта, ако гледам, 2005-та, 19 години, шок. Шок, не ми беше добро. Ау, викам, шо ме направи, ме излажа, ме замајуши, Ме заведе. ме заведе малолетникот. Мало оно. Ој, не души ти. Ама, у секој случај годините не се битни, годините се само еден Број. број, кој стварно, добро, не секогаш дека не е битен, ама еве во мојава ситуација не е битен апсолутно ни малку. Тоа што сме 4 години разлика, напротив ни дава поголема мотивација за да издржуваме многу повеќе работи заедно, да се надоградуваме. Тој мене, јас него, работи што не ги знам јас, работи што не ги знае тој. И цело време функционираме буквално како магнети. Каде он таму ја, каде ја таму он. И убав е животот. Убав е животот во младоста кога ќе се најдете некој и со него ќе се изградите се. Заедно ќе створите, заедно ќе се борите, заедно ќе живеете, заедно ќе си успевате во работите, заедно ќе се стварате фамилија, од ништо ќе станете нешто, од корен ќе ги претворите работите во некои убави, прекрасни работи кои, нели, самиот живот ги бара, да ги поседуваме. И да додадам, јас уште нешто. Добрата жена е најголем подарок за еден маж. Поддршката, љубовта, почитта се нешто кој што секој го има како потреба, а јас го добивам максимум.
Па и за жената е многу битно мажу да ја сака да ја цени и почитува. Што Што би си ми ти мене ако преш шарамбарам? Ќе ми се не правам така. На тоа ти доставиме. Да. Еве сме сега фамилиарно. Тука со Синот, мој е Синот. син. Кажи Зоки. нешто. И керката ќе си ја земеме наскоро, Арта. Арта, И ќе ви снимаме со Арта. ќе ви снимаме Нема со видео да Арта. сега, нели? Нема ова, не? Не, нема видео на. Имаме белгиски овчар. 7 така, 7 месеци 7 веќе. месеци. И поради некои приватни причини не е моментално покрај нас, ама ќе биде. Ќе биде, да, ќе се живее со нас пак како што се живееше порано. Ќе оде на дресура, Мора. да се воспита малце. Многу е Многу е енергичен. енергична, многу е дива, многу е... Да им додадеме тука некој видео тоа што го снимав со ласерот како е сега. Ако. Да видат. Ете ќе го познаете и сега. Артичка, да. И драги мои, драги наши, ова беше нашето story time. Се надевам дека ви се допадна. Ве молам, значи, оставајте коментари што би сакале да ви снимаме, заради тоа што јас сум пре слаба веќе со идеи што би можела да снимам, бидејќи ми е овие неколку дена стварно мачно и тмурно, ми е тешко да излегувам, ми е тешко да снимам видеа на различни локации, испадната надвор од дома и сте тие работи, помогнете ми, ве замолувам да ми помогнете. Пишете, оставете еден коментар што е тоа толку тука тешко. Значи оставете еден коментар ова, некако идеја, предлог идеја и јас секако дека ќе ги испоштувам како се што сум испоштувала до ден денеска. И моje мислење е да го продолжиме тој серијалот. Ако не сте го гледале тоа видео, да го погледнете за зависности, каде што ние рековме дека секој што ќе има проблем ќе му помогнеме со наш совет, наше гледиште, за да се справи со тоа што му е проблем. Точно. Е сега, некој доколку не сака да биде, нели, у јавност, може комотно, анонимно да Да биде ни сета, остави да анонимна порака. или па, ако некој има доволно храброст јавно да го сподели тоа, можеме и да се организираме да снимаме face to face видео со тој човек, што би сакал. Да, да, Зашто баш да не? убаво. Само Баш обратете се. буквално како мини подкаст би правеле со тоа што локацијата одредуваме ние, Да, секи имаме средено ние и вие ќе треба само да дојде. присуствувате. Моја замисла и цел е овој канал да прерасне во еден преубав и голем подкаст, но тоа е отом потом работа, која сакам да ми се случи со студио, со све, каде што ќе можам да поканувам рандом луѓе, каде што ќе можам да поканувам познати личности, каде што ќе можам да поканувам апсолутно секого и нема да биде подкаст од онаа затворена тема само на оние луѓе кои се на малите екрани, бе само тие едни па исти луѓе да зборуваат за самите себе, него ќе имаат можност да зборуваат сами за себе и оние луѓе кои до сега немале можност апсолутно никаква никаде да си ја кажат својата мака, својата животна приказ за своите тежини кои ги носат со себе, а тука на мојот канал сето тоа ќе биде возможно доколку јас еден ден успеам да стигнам до тој огромен подкаст. И ви благодарам многу што не гледавте и денеска. Остануваме со следно видео за утре, а уживајте во ова денес. Чао! Чао!